Добро вечер, мислам дека може да почнеме. Благодарам најпред на сите што дојдовте на вакво време, невреме. Ова е уште еден настан на Центарот за истражување на национализмот и културата, или ЦИНИК. Оваа година работевме на еден проект малку поразличен од претходните години, но пак сме тука со перспективите за минатото, теми кои имаат значење во нашето општество. Јас ќе зборувам на македонски, ќе давам вовед, но моите колеги и пријатели ќе продолжат потоа на англиски да дискутират. Никој од нас тука нема проблем со англискиот јазик, се разбира по презентацијата на истражувањето од страна на Наум Трајански, кој е главен истражувач на овој проект. Колегите Астреја Николовска, Вера Павлаковиќ и Вјоца Красничи ќе презентираат примери од други држави во врска со темата на истражување која денеска ќе говориме, односно за представите за минатото. Овој проект, мора да спомнам и ова, проектов е финансиран од Хайнрибел Штифтунг, Хайнрибел фондација од Сараево, и со целосно уствари, целиот проект е финансиран од нивна страна и тие се веќе долги години поддржувачи на работата на Центарот на ЦИНИК, за што изразувам и благодарност, се разбира, за нивната поддршка. Проектов идеја настана затоа што навистина изминативе години темата и сеќавањето за националните истории и перспективите за националното минато се една од централните, ако не можеби најглавните точки во политичкиот односи не само внатре кај нас во Македонија, туку и односи на Македонија со соседите. Исто така и кога стана збори за меѓуетничките односи во кај нас, па сметавме, нам не ни е нешто познато дека имаме многу истражувања изминативе години на тема каква е перцепцијата за минатото кај луѓе кои немаат професионално познавање од историјата. Сакавме да го направиме тоа. Повеќе за самата методологија и самото истражување ќе зборува Наум Трајановски, потоа ќе следат колегите со нивните примери. Поверено. Здраво на сите, јас сум Наум Трајановски, истражувач на Варшавскиот универзитет, Институт за Social Studies, Роберт Зајонц е името и исто така предавам моментално на Виадрина овој семестар истории на европско помирување билатерално. Главно е така што денес, мислам, сакам да кажам само малку некои работи за тоа што правевме, што сакаме да направиме денес и што сакаме да направиме во иднина со овие истражувања. Во однос на тоа што правевме, значи се работи сепак за едно пилот мало истражување со неколку фокус групи, 6 фокус групи со различни возрастни категории, различни етнички групи, македонци, албанци. Идејата беше да тестираме како историското знаење циркулира, се создава и се дискутира меѓу македонските граѓани. Како што спомна Петар, тоа е малку поинаков пристап од некои досегашни истражувања што се бават со јавни мислења во однос на историско паметење, историја како таква и историографија до негде, во однос на тоа што се занимава не само со прости асоциации на историски фигури и настани, меѓутоа се обидува, ако на некој начин дојде малче понатаму и да открие на кој начин тие тропи, тие категории и на некој начин дискурси функционираат и како се репродуцираат. И токму затоа сметавме дека фокус групи се на некој начин можеби добра поидовна точка за таков вид на истражувања. Така што, да, мислам, фокус групи како фокус групи ги направивме во септември, нешто малку и во октомври, главно тука, во Јадро. Методологијата беше прилично интересна, бидејќи веројатно повеќето од вас имате некој искуство со фокус групи, на некој начин идејата беше да се обидеме да го искористиме моментумот на сезона на државни празници во тој период и на некој начин да почнеме таа дискусија на тој начин и потоа да поминеме на некои теми
кои се малку по-релевантни за нас, така што го искористивме тој момент на почетокот и потоа се осврнавме на некои прашања што нас не интересираа повеќе во однос на тоа како што спомнав, историското знаење се создава, функционира, циркулира и сето тоа. Така што деталите, мислам дека може да ги прочитате веќе во студијата, нема да одам во детали во однос на нив. Главно, бидејќи денес имаме супер екипа на гости со нас, ќе ги представа можеби или Петар ќе ги представи пред нивните експозеа, така што идејата за денес беше да видиме на кој начин ваков вид на истражувања би функционирале во однос на регионалниот контекст. Така што имаме со нас гости од регионот, гости што работат историски теми и теми поврзани со сеќавање, меѓутоа на начин што е малку поинаков во однос на таа некоја си традиционална историографија и на начин што веројатно, барем според некое мое мислење, и малку недостасува во нашиот контекст, така што ќе ги слушнеме нивните презентации, нивните приметби на нашето истражување и се надам дека на некој начин тоа ќе биде инспиративно и за нас самите, меѓутоа и за публиката и можеби ќе слушнеме некои поинакви мислења исто така во денес по презентацијата. Тоа е тоа што се однесува во однос на тоа што сакаме да го направиме денес. А тоа што сакаме да го направиме понатаму е, секако мислам, ова се работи за пилот истражување, прилично мало истражување, меѓутоа доста сугестивно во однос на тоа кои главни образци на паметење се појавија како некои заеднички, меѓутоа споделени и несподелени теми меѓу различните групи од различни аспекти. Така што тоа е нешто на што сакаме малку повеќе да се навратиме, можеби наредната година и со некој квантитативно можеби истражување тука. Така што не би одел во некои многу не би одел во детали, бидејќи има неколку примероци од студијата тука, можете да ја прочитате и се надам дека некои точки ги покриеме и потоа во дискусијата. Така што би дал повеќе простор можеби на гостите и потоа ќе се навратиме на некои теми. Да, благодарам. Како што се договаравме, кога се координиравме, да, нормално. Прво за збори ќе не дадеме на Вјоца Красничи, кој ни доаѓа од Приштина. Она може и само повеќе да каже за нејзината работа, но сите наши гости се занимаваат со темата од прашањата на мемори, на сеќавања. Така што имаат што да представат за примери од своите општества. Вјоца, повели. Благодарам, Petar. Good evening, all. It's a great pleasure to be here tonight. Thank you very much for the invitation to Petar, to Vanya, and to all the team who made this event possible. And of course, thank you to Naum for the invitation. And also, I would like to congratulate him and the whole team on this excellent piece of work, and also for bringing us with data, fresh data, on a topic that seems too close and too far at the same time. That relates to both history and memory, and also how history and memory are lived, and how different social groups in North Macedonia lead their lives through such big ideas about what the past is, how the past lives in the present. In my presentation here tonight, I would like to focus more on the methodology and the relevance of the study that Naum Trajanovski and the team brings us tonight here, and also to the wider public, not only in Macedonia, but also in the region, and more broadly in post-Yugoslav space, but also the potential to contribute to knowledge production about history and memory more broadly in Europe and wider. In the context of post-socialist transformation, in the context of post-conflict, but also in the context of transnational circulation of ideas about history and memory. We are very well informed, I must say, that when we talk about history and memory, and especially when we discuss the past, we usually think about the narratives that have been institutionalized, about historical narratives that are
represented in the textbooks, that are part of the policy on memory, that the state today are so keen to capitalize on that because it's a source of legitimacy, political power. But very often in our research, somehow the everyday aspect of people, of ordinary citizens, escapes our research agendas. And I think one of the biggest benefits and the importance and the relevance of the study is that it brings the topic down to the social groups, that also builds on history, not as a narrative, as a knowledge produced by the elites and all the elites and political elites, but also history as a social process, as a process of different social groups entering into dialogue about the past, the present, and how the past and the present informs also the future. With this, I see this relevance of the research in terms of democratization of knowledge production, but also on building knowledge from below. And I think I would like, again, to emphasize this importance and also to congratulate Naum and the team for bringing this epistemological position and the study in this realm. Second, I think I already mentioned that the research stands against privatization of history, privatization of memory, and also of lived experience, because the research brings personal experiences of citizens, and we need more citizens. We need more citizens' voice. And when I was reading through the study, even though Naum is very modest to say that this is a small study, for me this is a very big study, and I would like to frame it more largely within the theories about micropolitics and micropublics. That is very important, and also I see the potential of the study to build this shared space, these shared platforms for different groups and different, despite of their differences and across different social structures, to come together and to discuss about, how do we live, how do certain social and historical texts live. And this brings me to the idea, also to the theory of the sociology of the people. So it's also that we are building history and we are building knowledge about the past, but we are also in a way promoting the concept of the sociology and knowledge of the people and the knowledge for the people. And I think also as the research will expand, and you will continue working on this topic to think about also how to connect with more broadly with the sociology of the people, because it really as a discipline, it focuses on the social life of texts, also how texts live in the social realm, how texts are decoded, deconstructed, but also how they are rebuilt and relived through different moments in time, and also through across different social structures. So I think this is a pioneer work, and which I really admire, and I see it as a kind of the trajectory on the sociology of knowledge, on history, on memory, and how different historical and social texts live on this. Because you in the study you also have very ambitious, I would say, standing when you are seeking to build a framework on how to look, because you are very ambitious on wanting to push forward, to move from these parallel narratives that we see, but also your research brings more hope and more hope in terms of these micropublics, these spaces that are small but that are meaningful, and I think the emphasis should be on that in order to understand what's going on through these micropublics, because not everything happens in the center, because sometimes by focusing on the center we somehow miss the bigger picture, what is happening in the margins and in these very local everyday aspects of everyday life. Because it would be very, I think, depressing to see how parallel histories coexist. We are witnessing that this parallelness of our lives is becoming a fora, is becoming the way how we live how societies live today, not only in our region, not only in North Macedonia, in post-Yugoslav space, but also more broadly. So that reflects the bigger divisions
in the broader social structures that are taking place at the regional, local, but also transnational and global levels. And I think this also brings the question of, who has the right to talk about the future, about the past, what the past constitutes, and also how this question of who also brings us to the question of the future, to whom the future belongs, if many certain groups and especially the stories of ordinary people will get omitted from the mainstream and also from the knowledge production. Perhaps to one of the methodological issues, and also some of the questions that I perhaps would have, and I think we can discuss a bit more from your research. It's also related to gender, and it's no surprise because gender is one of my very important research topics, and it's also one of my academic formation, if I may say. And because this, when we with Vieran and Ljubča is here, we have been part of a big research project that was some time ago, 2012. Don't say, okay, I will not say, even though we will agree that time is very subjective. So it will look. Sometimes it stretches and it seems that it has been for ages. Sometimes time feels like it's been just a blink of an eye. But when we did this project, it was on symbolic nation building. When we looked at the post-Yugoslav space, actually we did, Slovenia was not included, but Albania was part of the research, and we did survey, large-scale survey in all countries. That also brings that your research builds actually on that, and also it gives some answers on what the surveys do not tell us, what data do not tell us. And also this brings the importance of having mixed methods when we research the past, and also when we research, how the symbols kind of live, and how they have this kind of sociality of symbols, not only of how we employ these symbols in our daily life, but also what the life they take through history. And when we looked at this data, we found some gender relevance in the responses related to the past, and also that brings to this, especially this distinction between the private and the public, this division between the private life and the public life. And I think from your research also we could say that perhaps there is something more in this interplay between the private and the collective. And the public, that brings also the public and the private, which is probably very important to dissect more, or to probe. Also, if you move further on in the research in this direction, how can gender as a category of time, also the category of how relations and power relations are being reconstructed, could shed some light also how the past lives, and how the importance of certain aspects of the rituals, symbols, and how they are embodied, how they are practiced, and also how they are lived. Because I can assume that there are lots of these aspects that connect with the private life that also would give us more answers on how, for example, religious festivities, how cultural narratives, how myths, and how symbols also have this gender dimension, and that how they informed also what kind of nuance they give to the historical narratives, and also how those historical narratives shape gender relations, but also family relations, and more broadly kinship and social relations. Yeah, so perhaps just to bring from the Kosovo context, I think, even though sometimes you get the sense that the situation is gloomy, but no, again, I am more of a optimistic, because I do hold a very critical hope, but I see this potential of this through these shared spaces, and also how different
at the level of their everyday life and at the level of the ordinary citizens, that there are spaces that people can negotiate, can talk, can contest, and also can agree or disagree. And I think this research brings so much relevance to that we should not be afraid to bring such kind of differing narratives in the open and have the dialogue around those aspects of the past that are so important in order to move forward. So thank you for this exciting research. And perhaps one very final comment would be in connection with policy. Not all research has that niche or that need to connect to policy, but just a question to think about, because you have also a set of recommendations. Where do you think would there be any space in terms of either in the realm of education or the museology or archives, or where do you think that that this research could open up some space from citizens' experiences to be more prominently in the policy making in order to open up memory institutions and to be more open and to that they enter into this co-production and co-creation of policies around memory, that citizens feel that they are subjects, not that they articulate also what is needed, not that there are just objects that policies are thrown down on them, but rather that they are actively engaged on that. So I will stop here. So thank you very much. Thank you. Otvoríme možnosti za diskusie, budeme mať teraz vypášenia čašia fotografia. Poviem pomáhaš kursom Lieka? No, dostan nomadský. Thank you to the organizers for inviting me. Thank you for all coming out here, swimming through the rain to be here. Congratulations on this report. It was very interesting to read it, especially because, as Vjosa mentioned, we've done similar research with slightly different methods more than a decade ago, so it's always interesting to see research that is being conducted on this. And I think one thing we know is that identity and nation building is so tied to historical narratives, so it's not a surprise that we have this politicization of history, and I think this report shows how it works. And I mean, this is not something just in North Macedonia, but the whole region. And I also think it's so important to have this comparative approach, so I'm happy that you've invited all of us here to discuss this, and the audience can, of course, read the results of these things. I should say, there are many interesting conclusions, even though this is a small pilot project, but okay, it's leading to much bigger things, especially the youth. As a university professor, I'm working with young people all the time and seeing how they respond to these things, these historical myths, and this notion of lived experience and these grander narratives, this commemorative effect. And it seemed like in this report there was a sense of the young people don't know enough about history, or they're not interested enough about history, or the general public is not interested in the history, at least the historical events that you've chosen to talk about. And I'd like to show some images from Croatia for this comparative one, and I'll show you what happens when you have too much history and when there's history everywhere. So I've prepared some little visual images here for you, and oh no, what is this view? So today, for those who maybe don't know, it was also the day of, it was a Vukovar commemoration, the 18th of November. So, first of all, we should also think about the victims of this terrible tragedy and this battle and the events that happened after the fall of Vukovar. So, it's not just myths, and these are obviously actual facts and events. But what I'm interested in, and what a lot of the research is the representation
of this. And we talk about memory or cultural memory, never forget. Okay, but how are we going to remember something, and what are the lessons we can take from this and move forward about this? And in the last several months in Croatia, we've had an opportunity, unfortunately, to see many of the negative aspects of an overdose of memory, and specifically in this popular culture. And I think that's kind of the focus of my little intervention here, and a project that I'm on. So you've also talked about monuments and commemorations. These are like traditional memory activities, and so for Vukovar and throughout Croatia, there's a lot of these traditional kinds of memorialization practices, whether it's commemorative, political speeches, it's now a holiday. We've got all kinds of monuments in there, but that's not really how always memory is transferred. And another project I had was called Framing the Nation, and I looked at top-down memory transmissions, so official commemorations and the political speeches that take place there. But for the next project that I'm working on now, we're looking at more bottom-up, and I think the majority of people, especially young people, are consuming the past through popular culture forms. So in this project, we have like three broad things we're looking at, which are films and film festivals. So a place, for example, in Prizren or Sarajevo, that have oftentimes a special section dedicated to the former Yugoslavia or for memory. The second area we're looking at is popular music. And the third one is my focus, which are murals and political graffiti. All kinds of transmission of the past, whether it's Yugo nostalgia to the war of the 1990s. And the specific event I'm focusing on is this Vukovar commemoration, which is really quite explosive. And so that we have an entire popular cultural representation and reproduction of the Homeland War narrative. So young people are bombarded with these images, whether it's textbooks, which are more top-down, to films. You can get rakia based on the Vukovar Tower if you want. There's comic books. There's a video game. The guy who rented a car to me showed me his Vukovar tattoo. You can see that, the tower. So this is present everywhere, which I think is in contrast to the research that you've shown, which I was really struck by this lack of understanding. Here is this counter aspect, and what I'm calling the muralization of war, where we see the reproduction not just once or twice, but in every town now has a Vukovar mural. And these murals aren't functioning just as street art. I spent some time walking around Skopje yesterday and today, and there's a little bit of street art, there's a little bit of graffiti, but very rarely do we see such politicized memory-making graffiti, which is all over the place. And that very first slide on my intro image that I had, it's not veterans that are doing these murals. It's the young people, of course, that have bought into this narrative. And these aren't functioning just, again, as street art for a festival, but these are actually official sites of memory. Here, a priest has blessed this mural in front of a school. This is a school here, and then we even see a fence here. So this is functioning just like any other monument. I know in Skopje there's lots of monuments here that you have, but these are actually, sacred spaces with, at times, controversial symbols to memorialize the past. And this also shows the various social actors that are involved. So not just the school, veterans, but also the religious community, because the local priest is involved here. There was a domjenak afterwards and a mass. And this one is actually, so talking about Vukovar, it's not just in the textbook. It's not that all the students have to go to Vukovar once per year. I think it's in the 8th grade. But this mural is in front of an elementary school that is, so every single day that children walk past, they're learned to basically hate the other. I mean, Ugasite Cajke is definitely a reference to the Serbian community, even though many young people in Croatia consume and listen to Serbian music, in addition to the image of the figure in one of the earlier slides of Marko Perković Thompson, who had a concert of 500,000 people in Zagreb this summer, using the Ustaša phrase. He also has a song called
Ako ne znaš što je bilo, if you don't know what happened, he's going to tell you. You don't have to listen to scholars, you don't have to read a history book. He's going to sing you a song and tell you what has happened. He also has a song about Bleiburg and Oluja and other things. So you can just watch his videos and listen to Marko Perković Thompson without even having to go into a classroom. And what does this then mean on the ground? And last year, every year Vukovar's column of memory or memory procession has a different theme, and last year was youth. And so it was young people going there. You, in your research, said that young people don't really see commemorative events as being very important, or generally people here see the holidays as being a day off of work and not really reflecting on what happened. Well, here's what happens when memory politics does function, and you have tens of thousands of people showing up and young people participating in these memory activities. So, is it a direct line? Okay, kids are painting murals and seeing street art, taking photos of them, walking in front of their schools, and then they go to Vukovar? I mean, possibly, or there's certainly some kind of connection. And these murals, again, aren't just dead paint on a wall, but are used for mobilization. And when this mural, which is located in Zadar, a city of tourism, open, presumably, to all kinds of guests from the region or from internationally, I mean, that's how Croatian economy functions, about 20% of it, you have an image of an Ustaša soldier referring to the Operation Storm of the 1990s. When the local government wanted to change this mural, it mobilized the veterans who blockaded it with their bodies. And then in an analog version of something going viral, it was spread. All right, it looks like it didn't quite flip in the right way, but you can see that this was then replicated throughout the region. So you're going to erase this mural? Well, we're going to make 40 murals and spread throughout. So we can see that commemorative practices, popular culture, and different media are taking an effect. Now, this is kind of maybe a bleak, quite of a dark, a little bit comparative analysis I've shown, but maybe there are other ways. Street art doesn't have to be just for Ustaša symbols, it can also be in a positive way. And so there is an initiative called Vukovart, bringing in international street artists to Vukovar with non-political messages. And finally, also associated with, or in relevance to what Vjolca was saying about this gendered narrative, this gendered image. I mean, a lot of the Vukovar murals are very masculine, very militant. What about other options? Maybe we can also use the walls to tell other messages. And this was about women's football players. Unfortunately, this stadium has been torn down to build a new stadium in Zagreb. But a good colleague of mine, he's this, Vedran Štimac, did this other one of an anti-fascist image, a woman who was from Istria and who would later become a journalist in Italy. So let's use the media to also tell a different story. Now, this is the Croatian version. I don't know if this can be applied across the region, but I also have many images and fieldwork from, let's say, Belgrade in Serbia, where they're also engaged in kind of like a mural memory war. So I'm looking forward to Astrea's recommendations for the future, because she told us at dinner that she's got the solution for everything. So thank you. As always. Благодарам, Дина, за одлични примери от Хрватска. И, како што кажа, Астреја. Dobro večer na site. Ja sam Astreja Nikolovska, istraživač na ERC projekt Memory and Populism from Below na Češka akademija nauki. Okay, srpska recenzija na makedonski jezik. Okay. But I'm gonna switch to English just in case not to totally butcher the language and to keep track with how it started. So I would also like to express my gratitude to Naum, first of all, for inviting me, and to the organizers, for everybody who worked on the project and made this wonderful report at this phase. I congratulate you. It's really thought-provoking, and as colleagues has just said, really, really inspiring and wonderful. And
I really wish you, and Naum says it in this report, that he plans to continue on this research, and I really wish that time and money allow you to continue further. What I really liked, and I will have 3 points to share here, and I will start with what I really liked is that somehow just the way that you frame the entire issue is really not essentialized, and you really don't kind of represent Macedonia as some sort of exceptional case within, you know, this big world, and then we stand here somehow different, which is, I think, quite often the problem with the knowledge that is created in the region, that we tend to think about former Yugoslav region, Western Balkans, or however we decide to call it, as something super exceptional, something that, you know, because of our special kind of socialism, because of our special position within the Cold War, and so on and so forth, that somehow we are different and that we don't belong to certain global trends, which is unfortunately not true, and we share many, many similarities with many other countries. So I really like how you kind of managed not to get into this trap, although Macedonia is very particular on many, many levels. And saying that, I want to say that while not being different and being definitely within many, many global trends, I think what is very interesting is how certain things, just because we are experiencing history and politics in this kind of still maybe non-aligned, historically entangled position, that certain phenomena here are maybe more visible than are in other places, even though they are definitely belonging to certain, you know, global trends. And what I mean by that is a particular sentence that I read in the report, in which one of the questions was, for one of the focus group questions, was who do people think are principal creators of history? And the interlocutors of the focus group say that on one hand, for them, principal creators is the state and political parties. And my mind was blown with just sitting and reading this. Political parties are principal creators of history, and then I thought, well, I know this, and they kind of are, but then it's just so crazy to see it written and to kind of be aware that that we know people actually say in this opportunity when they also can say it's the school teachers, it's the intellectuals, it is, I don't know, these or those actors, but no, political parties are the principal creators of history. And I thought, of course, we are in Skopje and we live in this public space that has been rebuilt by political parties to tell us another history, but still, it's so crazy that people say that, and I thought, is this really particular for us, that political parties are also creators of histories? And I thought, no, definitely not, because of course, like when we think about history and nation-building projects in the 19th century and everything, there was always this big connection between historians and political parties, and of course, intellectuals has always been included in political processes. And then I remember that I actually know a historian from Finland who became a politician. And I thought, okay, it happens also in Finland. But would a Finnish person at this type of a focus group say, among the all possibilities on their plate, that history is written by political parties? I kind of doubt. And then I think that this is really something very, very peculiar, not for our region, but something that is very visible in our region, maybe a global trend that exists, a historical trend also at the same time, but something that we can
actually see here, and I mean in our region, and I think this is a great opportunity for you for continuation of the research to kind of cling of these little moments of things that are very, very peculiar, and to kind of catch them and unpack them, and through them to tell us kind of a wider story of how history is taught, how history is also embodied, and how we live it here from public space to everyday life, right? Which brings me to my second point, and it's a question social scientists always, I guess, struggle with, and it's a question of, so what? So now we learned this, and now we know that people think that political parties are creators of history. So what? What do we do with this knowledge? So is it a policy recommendation? Is it another journal article, another books? Like, why is it important for us as a society to learn about these things? And as a social scientist, I also think it's very important, right? And I think this is, you mentioned that you are thinking to do pokvant istraživanje, right? But I think maybe you should think the other way around, and in thinking why is it important for us to know what people think, how people learn, what people know, and to learn about the processes of learning history, is, I think, why we should know it is to understand how everyday life is informed by history, how different institutions that people build, relationships that they build, also those celebrations that you talk about, friendship, enmities, love, and many, many other aspects of everyday life, how is it all informed by understanding what is history? What is this processes that somebody from political parties wrote about that kind of creates us as people and that constitutes our relationships. So what I would really suggest is kind of going further into more ethnographic understanding of these processes. I mean, of course, informing yourself quantitatively is very, very important, but at the same time, understanding how this knowledge of history is lived and what it produces further in everyday life, and how it later, informs all of these big concepts that we have been struggling with for decades now, like reconciliation and I don't know what. It's very, very important, I think, to bring into relationships. So I encourage you to proceed more with ethnographic understanding of this. Yes, and also while thinking about this, I remembered this really like heartbreaking but also fantastic story. I guess many of you remember is when Dua Lipa tweeted, invited people to enjoy famous Albanian condiment Ajvar, which I really like Dua Lipa. Like I think she's fantastic, and this really, how to call it, like innocent invitation on Twitter to people to share something that she's very proud of, that she sees as part of her identity, created such a war on Twitter. People really went nuts, and there was this endless thread of hate around who's this Ajvar, which is understandable on one hand because we really don't have many things to be proud on, I guess, historically, at least in the recent period, and food, weather, not today, but in general, is something that people do feel proud about. But then at the same time, being more proud about something creates another trap of, again, creating more kind of
fight and again hate about even those nice things. So, but again, this is all informed by understanding history and what is history and why, who does Ivar belong to and what is Ivar, what is us, who are them, you know. I think it all belongs to this scope of actually understanding who we are through history, different history lessons that we are taught. Which brings us to my third point, and that is digital space. And I'm not sociologist, or at least not officially. I mean, officially kind of am, but not really. And sociologists know a lot about how these generations are defined and who was born which year. I cannot comment on whether it is good or bad in the study, but I really liked it that you kind of showed us that people belonging to different generations have these different approaches to history and to knowledge. And I think understanding this youngest generation is really important, and I think there is a lot of space to take digital world very, very seriously. And as I'm coming from Serbia, you can imagine, I've been following the current student protests religiously. And what is really fantastic about these student protests is the horizontality of it and the absence of the figure of the leader and the ability to be persistent within an idea, within a communal goal, despite different ideological or political alliances, or, you know, these kids are very, very different among themselves, but at the same time, they have been managing for over a year to live together, work together towards the communal goal. And I think what enabled this is actually the digital world, that us, majority of us in the audience, I think we belong to this generation that wasn't born with digital media, social media, and so on, but we kind of grew together and co-created each other, while we now have this generation that was born into it. And this process of creating community primarily through digital world definitely did something to them to enable them to create this completely horizontal movement. And I think this is something really important. And I think digital world is a place and space to really take a lot of attention to in the future that I hope is bright for this. Yes, and I'm going to stop here. Thank you so much once again. Пред да продолжиме, сакам да се заблагодарам на Мари Глендемири, на Калина Новоска, на они беа Трајановски извиниле, кои исто работеа уствари со луѓето, со фокус групите. Но за да потикнеме и дебатава и прашањата во однос на првата твоја забелешка за дека политичарите се тие кои ја креираат историјата, можеби еден од одговорите би бил тоа што тие се, како да кажам, премногу се присутни, премногу зборуваат за самата историја, за самото минато. Би дал еден пример скорешен, каде што имаше научен собир на кој се дискутираше, организиран од Социјалистичка партија на Македонија, на кој се дискутираше за Лазар Колишевски, најпознатиот социјалистички лидер во време на Социјалистичка Македонија. Тоа што се слушна во медиумите, во јавноста беше што кажа сегашниот премиер, а не тоа што го збора историчарите. Значи, тоа што се дава во јавноста кај нас, во медиумите, за минатото се што зборуваат политичарите. Исто така тоа е контекстот и на односите со соседи, со Грција, со Бугарија, каде што предничат политичарите во давање судови за минатото или нивни погледи. И тоа предпоставувам
реакција кај луѓето кога го гледаат тоа во медиумите, дека тие се политичарите кои одлучуваат како ќе биде минатото, заедно со тоа што го спомнаш дека таа спрега која постои помеѓу историчарите и политичарите и самото улога на историчарите во нашето општество да се повеќе како дел од политика одредена во заштита на државата, на нацијата, што е чини доста инструментализирано за политика самата историографија, нели. И што често не носи кон она што нам го пишува во самото истражување, каде што некои разбирања за минатото се веќе на линија на теорија на заговор. Што тоа е доста интересно, но тоа може и да се насети некогаш кога се читаат историографски трудови кај нас и кога се зборува за историјата. Паѓаме тоа дека сме предмет на заговор или слични некои такви теории кои на страна од овие, како кажам, читање на Кодот на Да Винчи, тајните на Ватикан, или дека за нас за историјата се крие таму некаде во Истанбул, ама не сакаат да ни дадат што пишува се во архивите. Сето тоа постои како и тоа го среќаваме, и ние со кои се занимаваме со историја, со истражување на минатото, тоа го среќаваме во секојдневие. Anyone question? Vieran, Vjolca? Well, I just wanted to respond a bit to Astrea's comment about the political party influence. And I mean, looking just at what Trump has done in the United States, and like coming from the U.S., where I had believed for a long time in a very pluralistic approach to history and the museums and all these things, then you have in this last several months where one party is saying the museums, the monuments have to be like this. You know, the Smithsonian has lost people. Confederate monuments that were knocked down have been brought back by presidential decree, and all these things. So creating a positive or one version of history coming directly from the top down from one party, not the Congress and a consensus, which I had thought it had been. So again, I think this is these are trends that aren't just North Macedonia, Balkans, but really. But it's exactly what I thought. It's definitely not something that is exceptional for here or to any. I mean, Croatia, who's the first president, and the Franjo Tuđman was also historian, right? So there is and I mean, if you look into 19th century history in the region, and also socialist history, a lot of partisans also, and I mean, it's nothing particular in any term, but for me it's just fantastic that people because at the same time, like when you think about young people and or ourselves and older people, like what is history and how you get into contact with history, you realize much earlier what is history than what is politics, because you go to school, you have first teacher in primary school, then you have teachers in secondary school, and so somehow for me I saw this dissonance on the level of consciousness, that people would choose to answer this. So there is. And of course it happens everywhere, I mean now in the US, but I think this is so visible here, and especially in Macedonia it's very visible because of the public space as well, that people are aware of it. Because I think if you would really ask somebody in Denmark if politicians are also historians, that I'm not sure they would frame it in this way, although I'm sure in Danish political parties there are many historians as well, right? So I think that this is a very good methodological opportunity to cling onto and to kind of start to think about these processes from there, because it's very visible and people are already aware of it. Yes, just very briefly on this fact that the focus groups are showing that the parties are so powerful, and the politicians are also historians. They interpret history, they create history. I think I read it also as that the citizens and power and the state or the politicians, there is a big gap. That citizens feel that, okay, they have no voice.
that they are not creators of social history or any kind of history. And I think this is also, I would read it as a sign of resistance and also of consciousness about the limits of the momentum that we are living, of the limitations of the liberal democracy that is becoming more authoritarian in the disguise of democratic practices, but the states are becoming more controlling, more detached from the needs of the everyday lives of people and how citizens live. So I think this is very important, and this is what politicians should listen and should hear from this research. That politicians, to use an old Marxist maxim, that they become a class in itself for itself. And I think this phrase really shows that also in this becoming a class in itself and for itself, it's also that they are using history to solidify their position of power. And I think but this is a resistance. What I read from the focus group is also resistance from, and that brings them, citizens pushes them more towards the private sphere. That's why the religious holidays and other rituals and symbols that relate to the everyday life within the domestic sphere becomes important, because that's where they feel that that's their space, not in the public, but the retrieving towards the private sphere. And I think that's the momentum really for critical investigation and also for opening up opportunities to create this public sphere and to maintaining it through even these very micro publics that bring these big ideas into the realm of everyday life. Yeah. Okay. Пред да дадеме прашање да можда за публиката да постави прашање, наум дали би сакал ти нешто да спомнеш на кратко? I have direct responses to Vjosa and the other panelists, so maybe so I'll try. Let's maybe not I'll make it. Just maybe very, very briefly. I mean, just as a matter of clarification, again. I mean, I also don't want to break the flow of the conversation that much, but like I think I have to react to this methodological kind of concerns which Vjosa mentioned. I mean, I tried to in a way, because of course this is not planned, this was not made or whatever, so I'm trying to make sense at the moment right now. So I'll try to kind of reference to both Vera and Astrea on the way. So focus groups are a very peculiar animal, as you can imagine. They're used in a corporate kind of world a lot, but they're used in social sciences for different purposes. This is something which we all know. And when it comes to memory studies, it's also something which, it's rather contradictory, right? Because memory is recollection, remembering is a very individual practice, but on the other hand, it's very much embedded in this cultural kind of cultural formats and so on. So these focus groups as such is rather unfitting, I would say, method to an extent. And that's why, for instance, there is a clear lack in these such similar studies done. So I was kind of struggling to find like corresponding, for example, examples here. Of course, the project which you mentioned, this was like a clear reference for this whole kind of conceptual apparatus of symbolic power and all this kind of sociological interventions into the field of remembering. But nevertheless, like the work, how to structure a focus group and what to get out of it was something which we were kind of figuring on the way. So this was not an exercise of what this kind of Polish-German group of dialogical memory is doing. So this was not an exercise of bringing people together and trying to force them to remember certain, let's say, traumatic issue and then to see how they react to these things. This was rather a experimental kind of endeavor into seeing how certain, let's say, issues which are not necessarily, as Vera mentioned, confined to this like history teaching, but they're rather popular cultural things, how they're circulating within this group of people, so how these people are actually exchanging these things. So this was something which we kind of tried to grasp, so not necessarily their immediate historic associations, even though such things are kind of here and there into the report, but rather the way of what they are agreeing upon and what they are actually not agreeing upon, even though those were kind of, in a way, let's say, they were not groups which were kind of intersecting in terms of generation or ethnicity. So this is one kind of thing which we wanted to react. Like this is a very experimental thing. This is like something which we're
figuring out on the way. Yeah, and as for Astrea, I mean, this like, thank you very much for this invitation to take yet another step back, you know, like, and to figure out how these notions of history actually, you know, like. So no focus group, just go to just that go, slide. Yeah. I mean, this is not. I mean, of course, the idea is to bridge this kind of ivory tower perception of what you know, like all these meta theories and stuff. So the idea is to try to at least popularize this sort of knowledge, because for me, one of the major kind of findings of the study is that there is a clear lack in the Macedonian context of a popularizator of this kind of, let's say, more traditional historiographic knowledge. So like the Croat case, there are certain figures, podcasters and so on, but there is no such figure who would actually democratize, as you also said, this sort of knowledge. So in a way, this you know, like this is something, this was the missing link which I kind of, I was not aware but found. So yeah, this idea of citizen science, what can actually the citizens bring, this is all there, it's marked. I mean, we are actually on the kind of, we would like to definitely kind of embark upon this journey and take kind of more notice of what's happening there. But this idea of how actually this very traditionally understood scientific knowledge is actually bridged to more popular levels, this is something which we found as rather missing here. So this is like something which I found as something, you know, yeah, and hence thereby the space is filled in by conspiracy theories, right? Because they're very they're accessible, they're everywhere around us, and yeah. And they're fun. And they're fun, of course. They're very fun. It's true. They're so fun. Окей, благодарам. Прашање ти се прво само Борјан Јовановски, новинар сум. Може македонски. Обавезно. Зашто не е забавно? Не е забавно. Што е забавно? Conspiracy theories. Не, зашто вашите теории не се забавни? Ева, трудимо се. Не, зошто приказките за джендер не се забавни? Зошто сексот не е забавен? Зошто било какви, што знам, јадењата, рецептите зошто не се забавни? Не знам, не читам. Да ви кажам, бидејќи се почувствував прозван од Петар во врска со новинарите кои известуваат од Лазар Колишевски, што да е. Да, се согласувам. И кога би бил ова собир на кој зборуваме за новинарство, имам цел хард диск со критики за новинарството во Македонија. И повеќе од тоа, пошироко. Во регион, бидејќи имам искуства. Но бидејќи е историја, извини на тие, ако може, имаше многу убава поента. Прашањето, прво од Ведран, да почнам. Како? Вјеран, извини. Хрватите учат дека, како се вика, ХВО се херои. Нормално, ние учевме дека партизаните се херои, кои никогаш немале никаков греф, кои се божества, идеални. Тоа беа партизаните за нас. Они не убивале после војната, они не плячкале после војната, они не силувале после војната, итд. Значи, беше абстрахиран еден огромен дел од таа историја, која патем денеска ја плаќаме. Јас како новинар пред само 2 недели дознав како се вика главниот уредник на вестникот Нова Македонија, за кој ние сметаме дека е столб на македонскиот идентитет. Човекот се вика Васил Ивановски. Човекот е автор на текст од 1933 година со наслов "Зошто ние македонците сме посебна нација". Човекот е протеран во Бугарија, односно избегал од Бугарија. Затоа што се дрзнал да каже дека Светозар Вукановиќ Темпо и Боби како се каже тој мајмун? Боби од Србија. Со Темпо што е заедно.
нема врска, дека спроведуваат србоманска политика на штета на македонскиот идентитет. Он е протеран. Судбината негова е понатаму пак лежи во затвори во Бугарија, но да не навлегувам во тоа. Проблемот е што јас сега дознав дека постои Васил Ивановски. Моето прашање до историчарите е кој е интегритетот на Институтот за историја, на Академијата, Оделот за историја, на Факултетот за историја. Каде се тие луѓе да ги кажат сокриените приказки на историјата? Каде да излезат на... Зарем не би било интересно да го знае ова? За Васил Ивановски како македонска публика. Мислам, така што таа малку самокритичност е многу потребна. Пате многу ме интересира во Србија, кога студентите излегуваат, и не студентите, не знам кои се тие, аца шиптаре, што сакаат да кажат? И има ли критична јавност во историските кругови да објаснат малце кој грев го имаат србите направено код албанците? Каде се историчарите? Каде се да кажат нешто? Значи, воспитан сум за жал во дух на ова што се воспитуваат денеска хрватите. Моја среќа е што сум имал родители кои малку биле ми овозможиле малку поинаку воспитување. Инаку, резултатот на партизаните се совршените, ние го живееме денеска. Затоа што македонците се совршените на кои цел свет им е урочен да им направи нешто и да ги сотри. И тоа е bottom line. И прашањето е што правиме? Новинарите, историчарите, не знам што се тука дечкиве, учат, читаат, се интересираат за нешто. Дискутираме ли? Може. Може. Ова се неколку прашање. Може да собереме прашање? Фала ти на прашањето, да. Се обидувам. Има прашање позади? Се обидувам да направам, да го вметнам сега вашиот коментар во однос на тоа што е истражувањето, што мислам да направам нека конекција во однос на тоа што ние го правиме. Две работи сакам да кажам. Прво, мислам дека е многу интересно и ќе дојдам до еден многу интересен податок, наше видување, мислам, наша интерпретација на тоа што беше некоја заеднички образец во неколку фокус групи, што многу интересно се надоврзува на тоа што го начна како тема во однос на тоа историја, скриена историја. Прво сакам да кажам дека самиот приод кон историите како нешто што е скриено, нескриено, страници, нови страници, тоа е нешто што мислам дека е веќе надминато академски тоа е веќе прилично надминато академски, меѓутоа тоа е нешто што јас го толкувам на некој начин во нашиот контекст локален, е што на некој начин ние мањкавме во однос на тие некои ние мањкавме термини во однос како да разговараме за историјата во 90-тите, 2000-тите, значи во моментот кога системот се менуваше и даваше можности со некој нов концептуален апарат да се пристапи кон некој нешто, ние повторно зборувавме за нешто што 70-ти и 80-ти беа заборавени, скриени страници. Значи, историјата не е црно-бела во таа смисла. Бугарите го дискутираа Нора и француската социологија на сеќавање во 80-ти, 90-ти години. Тоа беше главна тема на социологија таму, мислам. Србите, ако ништо друго, прилично добро ја доместифицираат таа дебата, таа германска дебата за што треба да Тодор Кулич. И ние во тој момент беше затоа тоа прашање на политичките партии веројатно испливува како такво, бидејќи таа дебата беше курирана преку политички тропи во тој момент. Мислам, веројатно повеќе се сеќавате од мене, сум малце помлад. Како целиот тој момент на историска дебата, условно јавна историска дебата е сведена на скандализирање, нели, на Зоран Тодоровски, тоа не е никаков методолошки исчегор,
во однос на истражувачко знаење, меѓутоа тоа е на некој начин ни става призма на скриени и нескриени историјата во таа рамката, во секој случај така може да се толку. Тоа што е интересно од истражување, да се извинете вака за контекстов малце, што мислам ова е некој моје видување во однос на тие процеси. Едно од главните една од главните поенти на тоа што го уведовме како некој образец е тоа што повеќето од етничките македонци се прилично согласни во тоа дека денес историјата е медиите, дека е теглана, дека е ваква, дека е таква, дека нема на некој начин авторитет кој што ќе се постави историски. И во овој случај често социјалистичка Југославија се јавува како референтна точка. Значи многу од нашите сограѓани, lay people, нели, не експерти историски, на некој начин стремат кон тоа, мислат дека моделот југословенски за тоа како едностранно читање на историјата треба да е нешто што треба да стремиме. Така што тоа е многу интересно. Значи не одат кон тоа да ги откриваме скриените страници. Тоа е Ali to nije pitanje samo istorije, to je trend koji se dešava u apsolutno svakoj sferi našeg života. To nam se desilo sa medicinom, kroz antivaks pokret. To nam se desilo, jednostavno, relativizacija i čitanje stvarnosti kroz teorije zavere je jedan globalni trend koji se dešava apsolutno u svakoj sferi života. Istorija je samo jedan od nekih tu malih niša, ali to je definitivno nešto što se dešava svuda oko nas. Danas su svi eksperti za sve. I to je sada pitanje neko potpuno drugo i nevezano i potpuno van okvira ovog istraživanja, ali da. Некој друг има прашање? Може ли? Или завршиме со Борја Јовановски што ни приреди. Не, повели, ако имаш, мислам дека може уште едно-две прашања. На случајот на ваксините, голем дел од јавноста стана во одбрана на науката, кога зборуваме за антиваксери. Тука има една антиваксер. А прашањето е, тебе те молам, прашањето е зошто, например, сега ќе ви кажам, ја го знам одговорот. Во однос на одбраната на науката, во нејзиниот судир со глупостите на антиваксерите, застана голем број имавме една, како да кажам, шарена, една голема лепеза на интелектуалци кои го поддржаат тој процес. Во случајот на историјата, ако вие истапите со нешто, или ако мислите, или ако откриете нешто што не е баш опортуно политички, тогаш голем е проблемот и големо е колебањето меѓу интелектуалната заедница да во одбрани. Затоа што преферира да биде опортуна. Значи, сепак не е баш исто и не е така едноставно. Затоа што историјата, практично, за жал, науката им ја предаде на политичарите. И се повлекоа, јас зборувам за Македонија. Петар, извини, Петар, драги, се ретки случоци во Македонија. Науката во Македонија им се вака, како кажам, расоблече на политичарите на изволте. И тоа е. И let's face it. Не, јас само ќе кажам, затоа што само критичноста е целата поента во пристапот на кој се луѓе и тука истражуваат и ние кои истражуваме други. Јас би рекол само ова. Суштина историографијата никогаш не се одлепи од национализмот, така што Љупчо Ристевски. Па добро, сега дискусијата оди малку пошироко од колку што го засега тоа самата студија, но за волја на вистината мислам дека е убаво да се каже дека ваквите влијанија политички, партиски,
во нашиве дисциплини не се од пред 20-30 години. Тие си имаат своја традиција повеќе од 80 веќе години. А ако се враќаме назад, може и уште повеќе. Значи, по дефиниција, нашите, дури во закон се уште стои, дека се национални дисциплини. Тоа подразбира една директна поврзаност со некакви центри на политичка моќ, од каде што доаѓат најголем дел од тие идеи. Според мене е секогаш многу проблематично да се зборува за овие концепти од долу кон горе. Зашто прашањето е од каде се тоа знаење би се продуцирало долу, ако не е од горе во нашиве контексти. Тоа е навистина многу тешко прашање. Евентуално се сеќавам на неколку приказни на мојот татко за, да речеме, Втората светска војна, во која што главните слики од Втората светска војна во Прилеп беа кога настанало некакво бомбардирање, тетката која била 6-месечно бебе, бегајќи сите ја однеле и кога се покакала, морало да ја одмијат во едно вирче со вода. Нели? Тоа е за мене сеќавање за историјата од долу кон горе. Ниту знаеле кој бомбардира, бидејќи не биле цел самите луѓе, населението во градот, туку двете војски се пукале едни со други, ама страдало населението. И некакви такви приказни кои што нас етнолозите, антрополозите не интересираат. Но да се вратам само назад, она што нам сега ни треба на нашите дисциплини е едно критичко навраќање, тоа што во некој контексти веќе се прави. За волја на вистината морам да речам дека во антропологијата малку повеќе успеавме да се одлепиме и да кажеме чекај, тука сме грешеле, тука сме пишувале, веќе се напишани цели анализи како да речеме во списанијата што се печателе 70 години наназад се креира чувството за припадноста, нацијата и така натаму. Кај историчарите, за жал, која велам историчарите, мислам на, поголемата група, мейнстрим, историјата и историографијата, се уште тоа оде многу потешко. Ние во сите наши мейнстрими сме катастрофа. Така е, за новинарите не сакам ни да зборувам, не сум толку компетентен, ама таму е страшно. И сега резултатот од сето тоа што е? Ние си правиме, ние си живееме во едни микросветови, поделени. Тука сега гледам дека истиот круг луѓе ги споделува истите вредности, ги дискутираме истите работи, ама ако ни дојдат они од другата страна, кои што обично не доаѓаат, со нив ќе имаме сосема спротивставени ставови и гледишта, и интерпретации и така натаму. Тука е сега проблемот, како ние евентуално да стигнеме едни со други, да се... Или тие или ние, ама нешто така би требало. Се извинувам ако одзедов... Фала ти, Љупчо, мислам, ако може некако исто да го врамам твојот коментар во однос на тоа што е некој, мислам, што е дел од студијава. Оно што е многу интересно е што... Како го микрофонов, мислам, ама право... Што сакам да кажем? Да, интересно е што... Мислам, јас не се согласувам генерално со таа поделба на добри и лоши историчари. Мислам, тоа не сме ние, мислам, има по-добри евалуатори во однос на тој корпус на знаење. Јас верувам, навистина верувам, дека и историчари со различни од различни идеолошки профили се способни да направат добро историско истражување. И тоа е случај во Македонија. Мислам, добро позитивистичко истражување историско е на некој начин е дел од целиот спектар идеолошки и тоа постои. Мислам, не е сега работава ние од оваа перспектива на затворен круг, на микросвет, на бабл, нели, да критикуваме. Не е тоа случајот. Случајот е што
фокус групите покажуваат дека дури и тоа малку по, да речеме, националистичко историско толкување на некои историски настани и тоа не е нострифицирано на тако, мислам, јас очекува да се најде на тој тип на нека популаризација на тој тип на знаење, тоа не е ни тоа случај. Значи не се нострифицира ни покритичко, ни некритичко историско знаење. Тоа е целата дури шокантна поента. Мислам, и тука влегуваме веќе во еден вакуум простор кај што не нужно владеат само теории на заговор, меѓутоа начинот на кој тие различни дискурси се фокусираат во однос на различни настани, бидејќи настаните се обично тие што провоцираат, мобилизираат на некој начин. Тоа е нешто што нас не интересираше сега, баш овде. Така што дури да повторам уште дури тоа знаење што ние овде го перципираме за нешто што е можеби историографски мејнстрим и дури тоа не е апсолвирано. Така што ние можеби веројатно ги знаеме тие скриени, нескриени страници ако веќе разговараме во такви категории, меѓутоа тоа не е случај во однос на фокус групите. Фокус групите тоа не го покажуваат. Благодарам. Некој друг дали има? Вие. Последно, кратко. Океј, јас сум Виолета Петровска-Бешка, професор во пензија по психологија, ама што се бавела многу со историја. Да, затоа сум на оваа средба тука. Значи, оваа студија, јас дојдов многу повеќе да научам за споредбите во перцепциите меѓу македонците и албанците. Тоа требаше да биде фокусот на студијата, некако го изгубивме тоа. Дискутираме за работи кои не сум сигурна дали се важат и за македонците и за албанците во Македонија подеднакво, или имам пешата како многу повеќе да се фокусиравме на македонците и македонското гледање на историја. Само тривиално нешто би сакала да го поставам како дилема. Значи, сите се свесни според ова тука, дека политичките партии креираат историјата. Ама јас, со оглед на нашите разлики, македонско-албански во нашето општество, ја би сакала да го поставам прашањето, пошто не видов тука податок, дали кога ги обвинуваме или утврдуваме дека политичките партии се креатори на историјата, дали мислиме на нашите политички партии или на нивните политички партии, зашто кај нас и политичките партии се поделени на наши и нивни. Дали македонците мислат дека се албанските политички партии креатори на историјата на албанците, а албанците мислат дека се македонски, или тоа ми остана дилема. Тоа не го гледам тука, не го нема како податок. Мислам, многу други прашања имам во врска со тоа, ама сега бидејќи сум... Кажете да го можете на кратко. Последна, не. Ова ми беше така некако интересно во контекстот што предходно го дискутирав. Не знам дали има одговор, бидејќи тука нема. Па има краток и долг. Ајде, може. Ајде, добро. Јас, веројатно како дополнување на ова прашање, од аспект на одите од вашето истражување, што гледате? Градиме заедничка историја или тоа што го кажа Вјолца, градиме паралелни истории, со тоа паралелни иднини, веројатно? Љуа немерини. Во контекст на ова само, ние правевме пред повеќе од 20 години, скоро 20 години, со професори, средношколски професори по историја, цело истражување за тоа како за одредени теми гледаат професорите по историја средношколски од македонски, да речеме, историја што предаваат и тие што предаваат на албански историја. И што наративите во нашите истории. Се разбира дека најдовме големи разлики и паралелни перцепции.
Но мене многу ме интересира сега ако го повториме тоа истражување, еве скоро после 20 години. Јас мислам дека разликите ќе бидат поголеми, нема да бидат помали. Значи, ова што го прашува Луан, мислам, е реторичко прашање, ама е загрижувачко, одговорот е многу загрижувачки. И мината на Македонија. Благодарам на двајцата. Много повели кратко. Благодарам, да. Благодарам. Има краток и долг одговор. Најкраткиот одговор е дека се работи за партиите со кои интерлоките, мислам, со кои информантите имаат директен однос, значи се работи дефинитивно, мислам, за тоа. Веројатно не е доволно нагласено во може во македонскиот проблем, мислам дека е спомнато. Не се мислам долгиот одговор и тоа веројатно што повеќе би сакале да го слушнете, се однесува на некои, барем тоа што според мене е една од клучните наоди во истражувањето од фокус групите, се однесува на два моменти. Едниот е заеднички образец, а другиот е мислам нешто што е различно во однос на различните етнички групи. Во однос на тоа што е различно исто, тоа е очигледно, мислам, се работи за сосема различни перцепции на историски настани, историски хронологии. Да подсетам, се работи за истражувања не експерти, професори по историја е нешто веќе друг тип во животинскиот свет. Така што се работи за истражувања не експерти, затоа се обидуваме да на некој начин понудиме некој базичен модел за дискутирање на овие нешта. Оно што мене ми беше интересно се заедничките образци на сеќавање на албанските и на македонските групи. Значи се работи за тој скок помеѓу како беа лифт и абстракт хистори. Значи се работи за тој скок кај што информантите се прилично лесно скокаат од нешто што е официјална историографија, нешто што го имаат слушнато, нешто што го имаат научено, во однос на нешто што е преживеано, значи во однос на нешто што е семеен наратив. Истиот начин беше на комуницирање на историски пораки меѓу двете групи. Така што тоа е нешто што веројатно би можеле да го развлечеме како некоја заедничка сврзна точка. Така што тоа се некои микронаоди што би можеле да ги потенцираме понатаму. Меѓутоа не се работи за нужно за истражување што ја има таа етничка перспектива како јас дури се надевам дека ако некогаш би можеле да повториме некој од овие истражувања на неекспертски групи со различни етнички кадри, тоа би функционирало секако поинаку. Така што ова е првично, базично и се работи за експериментална метода во однос на неексперти. Така што околу наративите и неекспертските истражувања. Имав документарец, никој не го знае, нормално. Се емитуваше на Македокс премиера, имаше, никој нема да го види никаде. Затоа што нема, никого не интересира. 4 генерации македонци и албанци побратимени семејства во Преспа. Мојот документарец го завршив патетично. Со као тоа е тоа. Не, 4-та генерација, јас точно ја видов дека тоа ќе го изгуби. Како наратив. И како сеќавање. Зборувам за знаете што е побратимство. Зборувам за они биле тоа биле институција било. Тоа не постои и ќе се изгуби. И кажуваме за мојот документарец кој сака да го види, ако го најдете, ама не го дава. Па не ми го дава. Јас сум само се Прати го на мејл. Да, само добро, благодарам на гостите најпрвен, што дојде, благодарам и на вас сите што дојдовте вечерва. Испричано. Мислам, прочитете го едноставно истражувањето и се надам се гледаме некоја друга прилика и ќе ве замолам тие што не се подпишавте, да ги правиме списоци ние, да се подпишете. Така, благодарам многу сега.